А сега ќе се префрлиме во студиото за гости. Така би кажала, од мојата десна страна. Тука ќе му дојде. Една гостинка. Да, јас не сум гостинка. Ти си јас сум домаќинка, да. Ти си домаќинка, да, но тоа ни е студиото за да ги пречекаме нашите гости. Искра, добро утро. Добро утро, Слободанка. Добро утро и за Хана Корнети. Колку тоа убаво звучи. Нели? Хана Веќе Корнети. е уметничко Сакам да го името, изговорам, да, уметничко име, писателка, млада писателка. Инаку книгата е насловена Илина и шумските тролови. Мощно интересно ми делува како некој филм што можеме и веќе да го имаме како некој убава приказна во главата, а кога кога ќе ја прочитаме книгата, сигурно дека станува збор за нешто такво, за некоја интересна приказна. Јас не сум субјективна, тоа сум субјективна, ама да би рекла дека е интересна приказна. Хана, сама така не си се пофалиш, знаеш кој ќе те пофали, така? Хана, добро утро. Добро утро. Да, рече Слободанка, евидентно е тоа млада личност, млада писателка, но веќе трето дело. Неудамна излезе од печат, нека ти е честито. Благодарам. И сега што во насловот содржиме, сосема логично да започнеме со тоа која е Илина. Илина, да го цитирам уредникот, е симпатично иритантен лик, кој стои зад, која ја држи книгата на голем начин. Значи, Илина е главниот лик, Илина има 10,5 години на почетокот на книгата, набрзо после тоа полни 11. Илина е паметна, тврдоглава, своеволна, самоуверена. Некој знае да ти изнервира, предпоставувам. Да, дефинитивно. Како што најдобрите, барем за мене најинтересните книжевни ликови можат. И Илина, можам да дадам и малку вовед како сето. Илина ја има она самоувереност што се малку делно губи со години, мислам дека. И целата пред да се соочиш со светот, предпоставувам, да, пред да се соочиш со светот, така е, да. Така да книгата почнува со тоа што и ги уништуваат неделните планови да гледат цртани, да јаде корнфлекс. Ја носат на село каде што открива еден нов свет и нови делови од самата себе. Хана, колку што гледам, вака си ја сакаш Илина. Колку е важно за ние читателите да ја засакаме, прво ти да ја засакаш, па така да ни ја доловиш? Ова е многу убаво прашање. Да, такви ни се прашањата. За сите ликови би рекла дека е важно авторот да ги сака, дури антагонистите, испоредните ликови, секако протагонистите. Мислам дека е важно авторот да ги сака на каков таков начин, секој на свој начин. На страна нивните квалитети, треба да ги прифатиме и нивните мани и дури кога ќе ги сакаме, ќе бидат и убедливи и сакливи за читателите. Како што викаат, треба да се сакаш за другите да те сакаат, мислам дека е така и за книжевни ликови, дека треба авторот да си ги сака или барем да ги разбира на некој начин за и читателите да ги сакаат и разбираат. Што Илина има 10-11 години и не сум поради тоа евидентно спаѓа во детска литература, но нешто ми кажува дека не е само за деца да ја читаат. Дали сум во права? Па, мислам дека си, да, бидејќи до сега, мислам, фала Богу и деца почнаа да ја читаат од кога излезе, ама во периодот пред да излезе, од уредник, од Ведран до Ненад Стевовиќ, до некои пријатели кои се согласија да ја прочитаат книгата за да ми дадат мислење. Не само што се возрастни, туку се и многу стручни. Да, значи и возрастни и стручни луѓе што конкретно читаат фантазија, односно фантастика, и тоа се луѓе од 30 до 60 години на кои им беше забавна книгата, им беше интересна, така да мислам дека не мора да е некој дете за да ужива во неа. Во една прилика велиш, ајде да си дозволиме да подетиниме. Колку тоа ни фали да малку да станеме повторно деца? Дефинитивно фали. Мислам дека баш предизвике во современиот свет да не станеме апатични, сиви, со страв за оптимизам, мислам, со страв за
да се ужива на одреден начин и покрај тоа што се случува не депримира и така натаму. Така да од тој аспект мислам дека е убаво луѓе да се дозволат да каде што можат во животот да негуваат тој дел од себе, да си фантазираат, да не им е страшно, дека не е тоа. Да, го велиш да си дозволиме, односно да побараме дозвола по се изгледа од општеството, бидејќи постојано слушаме не биди дете. Да. Значи, обратното, за жал, го слушаме секојдневно. Инаку, споменат дека е фантастика за деца, но може да кажам двојна фантастика, односно фантастика во буквална смисла на зборот, со оглед на тоа што се започнало од еден твој сон. Што сонуваше? Сонував една сцена во книгата. Не знам дали ако ја кажам точната сцена би расипала нешто за идните читатели, меѓутоа сонував една дрвена врата од која одлетува буф. И после тоа се изгради целата приказна за Илина и шумските тролови. Обично, мислам, сите сонуваме тоа се факти дека сите, но повеќето забораваме. Толку ти остави впечаток таа сцена? Па да, ми остави впечаток и тогаш баш се трудев да пишувам еден друг роман, за кој заклучив дека не сум доволно зрела да го напишам. Не си го отсонувала, можеби? Не сум го отсонувала, баш така, не ми легнал, така, ова баш си дојде во сон и следниот ден со многу инспирација и идеи од тоа што го сонував, почнав да скицирам действие, да го пишувам текстот, баш затоа викам, ме повлече и си побара да постои. Самата приказна дојде и после тоа јас ќе бидам тука, рече еден лик и друг и така натаму. Хана, очигледно не се плашиш ниту да сонуваш, ниту да фантазираш, а кажи ми колку те плаши таа одговорност кога пишуваш за деца, детска литература, затоа што поспецифична публика е тоа. Прво мислам дека не треба, мислам дека е факт дека не треба да се потценува детската публика, дека не треба, напротив, не треба да се прават работите толку едноставни за тие да разберат, бидејќи тие секако ќе разберат. Така да повеќе сакав да се трудам да кажам една приказна на начин на кој и мене и на нив ќе им биде забавен, без плански да пишувам која лекција сакам и што да им ја пренесам, затоа што животот сам, приказните сами си носат своји лекции кои се логично поврзани со действието, така и овде не се преоптеретува со тоа. Секако има работи што сум сакала конкретно да ги пренесам, ама не се преоптеретував со тоа што сакам сега денешното дете да знае и заради тоа ова ќе го ставам тука. Си наоѓаат работите место. Инаку, они што ги имат прочитано, сите велат дека изобилува со многу хумор и со многу забава, а таква си и ти приватно. Во секоја твоја порака мораш малку хумор да внесеш, па ми интересира колку хуморот има зададено и проблеми во животот, кога ќе најдеш на некој човек што едноставно не разбира хумор. А ги има многу такви. Ги има. Да, јас имам проблем со изведување понекогаш. Значи, кога ќе кажам нешто што за мене е шега, ама не изгледа на шега, и од другата страна делува како сериозно да кажувам нешто неприфатливо, тоа ми се има случувано. Да, има оние моменти кога... Па и нас не се има случувано. Да, кога ќе треба на некого да му кажеш, ама се шалам, како вика, тури му пепел тогаш на човекот. Така е, да. Џабе разговорот. Инаку не споменавме дека на еден гледач ќе доделиме книга, така што може да се вклучи во емисија, ќе му објасни Хана, ќе рече Филина. Да, се случува да ги мешаат имињата Хана и Илина, да? Неколку пати. Ќе им објасни Хана точно каде ќе ја подигнат книгата. Рековме дека првенствено наменета за деца, но мене како што ми делува е по се изгледа за сите генерации. Инаку, омилен дел од создавањето на книгата е токму творењето. Дали овој пат се одеше глатко со Хана? Затоа што некој пат знае, како што велиш со другото дело, што седи се уште во фиока, знае да зашкрипи нешто. Секако дека зашкрипуваше на моменти. Баш имав
еден лик кој не си го сакав, не си го разбирав и чкрипеше и го заменив со друг лик кој ми е драг. Што е убаво, вака во живот да можеш да војмиш ми шкрипи. Дали ми ги читаш мислите? Да заменам, нели? Да, таа би било беше како Sims да се игра. Потоа имаше моменти кога не бев сигурна како да стигнам до крајната точка. И во тие моменти имав среќа да имам луѓе околу себе со кои можам да им звонам, да се најдеме на кафе, да се консултирам, не во очекување дека ќе ми ги решат, туку кога прави човек муабет со некој, практично сами ти доаѓаат решенијата, само треба да се поработи. Исто така помага спиење за решавање работи и читање. Така да имаше дефинитивно моменти на кои не одеше се најглатко, ама воопшто и напорните моменти не ми беа мачни. Убав предизвик. Да. Имаме веќе некого на линија. Добро утро. Добро утро, убав ден. Убав ден. Ибаво. Поздрав до вас и со гостинката. Стварно, ние треба да се гордееме со вакви млади писатели кои знаат суштински да ја утврдат вистината во секое битие, дали е млад или стар. Ова додека слушав писателката, сватив дека некои работи ние што сме возрастни може да се пронајдеме и многу да бидеме задоволни при читањето на книгата. Тоа е основно, зашто ние и возрастници кај нас има нешто детска фантазија. Како што вика, навлегла во суштината на фантазијата на детето од 10,5 години и понатаму. Тоа се случува и кај возрастните. Без разлика што можеби толку не сме млади, но ја сакаме фантазијата, животот го сакаме. Ви благодарам многу за И јас многу ви благодарам, само ќе да ве потпрашам дали ги оставивте вашите податоци во режија? Да. Одлично. Ќе ја слушам да сега или на каде точно може да си ја подигнете книгата. Ви благодарам многу на јавањето. Да, ова дело е во издание на Или. Да им појасниме само на гледачите каде може да ја набават. И во овој случај гледачката каде може да се ја подигне. Гледачката може да си ја подигне книгата во Или, што е Карши Јосип Броз Тито, од прилика. Како беше до Дом на градежници? Да, вие новите генерации, да. Така беше. Еднаш на журка бев таму, мислам нега, да. Ама да. Благодариме што се јавивте и да благодарам и јас. Мислам, само баш на таа тема на ние возрастните, детето во нас и така натам, веројатно, како што кажа и ти, додека растеме, многу често ни кажуваат не биди дете и веројатно што кога сме деца, почнуваме да блокираме нешто. И да го избрзаме целиот процес, а каде брзаме, навистина не знам. За самиот крај, уште малку околу оваа фаза, рековме дека тој ти е омилен период на создавањето, на креирањето. Најнеомилениот е печатењето, додека не излезе, додека не го предадеш на публиката, затоа нема да те прашам за тој период. Сега ме интересира овој период од 23 декември, кога ти беше промоцијата, кога веќе сега книгата си живее свој живот, така самостојна си е и ти си само нем наблюдувач. Што наблюдуваш и дали се допаѓа тоа што го гледаш? Од зад завеса. Од зад завеса. Сега за сега почнуваат раните критики, тоа во однос на тоа? Рецензија уште не сум добила баш конкретна, ама првите читатели полека се јавуваат и многу се радувам. Може да кажам само еден пример. Една пријателка пиша дека незината ќерка почнала да ја чита книгата и дека 20 минути ја слушала како сладко се смее од незината сова ќерката и тоа ми беше... Добро ти го расфатиле хуморот, значи. Да, си викам, добро, тоа беше тоа што сакав да се... Мислам, не дека се е за смеење, ама убаво е кога некој ужива. Солданка, дали имаме време за уште едно прашање да ја поставам? Дали сонуваше дека ќе станеш писателка? Морам и јас да прашам. И да, и тоа го мислев, да. Буквално, дали сонував... Не знам дали имав таков сон, ама... Дали најаве или на сон? Имав решено многу млада дека сакам да пишувам, да. Јас сакам само уште накусно, затоа што прочитав многу интересни упатства твои за идните писатели. Велиш многу да читаат, многу да пишуваат, ама малку да објавуваат, односно не се. Па да. Дали тоа значи дека имаш многу скриени твои работи во фијока?
За жал не. Што значи, Се сакам да си кажам- објавила. Не, се шегувам. Да, имам многу необјавени работи, имам многу необјавени раскази. Дури за првата збирка раскази што е за возрастни, би рекла дека има раскази кои требало да се доработат пред да бидат објавени. Мислам дека е многу битно да сме отворени кон самокритика и конструктивна критика од околината, бидејќи понекогаш е тешко човек сам да воочи каде може нешто подобро да го направи. И затоа имам многу необјавени раскази, ама за среќа требало да бидат необјавени и за среќа сум ги напишала за да стигнам до нешто што е почитливо, поприфатливо за читатели. Така да би им препорачала на млади писатели да не се избрзуваат и да им дозволат на работите да ферментираат, бидејќи така и ќе се добијат на вредност и зрелост. Многу ти благодарам И на јас ова исто. твое гостување и едве чекам повторно да осонуваш нешто, повторно нешто да излезе од печат, за повторно да ни дојдеш во нашата утрка. Многу интересен млад лик, морам Нели? да кажам, да. Фала Не ви секојдневен. Благодарам многу. Мен ми остана она најинтересното дека детето во нас секогаш треба да го храниме и да си го растеме. Ма не буквално со храна, Слободан. Храна во душата, да. Да си бидеме дечиња, тогаш кога е потребно и најубаво да се чувствуваме. Благодарам многу.